Добре дојдовте во Надкаст, јас сум Љупчо Цветановски, имам чест во оваа епизода мој гостин да биде пратеникот Тони Јаревски. Добре дојде. Добро вечер, благодарам на поканата. Тони, во моментот во собранието е расправата околу предлог буџетот за 2026 година. Во основа е да ни кажеш како човек кој што нели е засегнат од целата работа, настапуваше неколку пати на собраниската говорница, нели, но и меѓу другото си економист и не си човек кој што зборува напамет, нели? Паталец ке речем, не гаталец, но што е основата на буџетот, кои се неговите бази? Станува, говориме за најтешкиот документ што е во процедура во една текомна година. Стратешки документ за кој што ги дефинира сите целокупните текови во државата кои што се одвиваат преку сите буџетски корисници, без оглед дали се тоа станува за единките како што се министерствата, институциите под нив, различните органи кои што тежат практично во самиот буџет дефинираме целокупната активност која што можеме да очекуваме во следната година и затоа можеби е токму таа постапка така јасно дефинирана и со деловникот важат посебни процедури, посебни тајмези, бидејќи навистина има потреба од посебно внимание при разгледувањето и донесувањето на буџетот. Во суштина самата постапка е поделена во два дела. Првиот дел е општата расправа која што траеше 3 дена, кај што се согледува општите макроекономските параметри, една генерална слика на буџетот, на тековите кои што ги изборевме, различите пристапи или размислувања, каде што детално беше објаснен од страна на Министерството за финансии. И вториот дел е што сега тече практично во моментот, тоа е амандманската расправа, каде што имаме простор ние како членови на парламентот да интервенираме или да предложиме определени амандмани со цел да се излезе во пресред на некој проект или да се направи соодветна модификација во самите ставки на буџетот, без оглед, односно и на приходната и на расходната страна. Така да би требало да има темелна расправа, да има темелно соочување на фактите, на аргументите, би требало да биде на суштинска расправа, каде што сите би требало да бидеме насочени кон реализациите на целите, кои што, патем кажано, најголемиот дел произлегуваат и од самите стратегии што има државата или акциони планови, кои што поменуваат процес на еден мандат и во таа насока навистина би требало да биде конструктивна расправа. За жал, потенцирам за жал, имаме една опозиција која што самата одлучи да стои во некој свој свет. Или со жалење констатирам дека иако би требало да биде овој еден наш свет, во кој што ќе ги дефинираме работите како ќе се движат во 2026 година, тие упорно сакаат да стојат од страна, да нема суштинска расправа и да се движат по некоја нивна патика која што навистина е неразбирлива. И уште една со жалење констатација во таа намера или во таа одлука се веќе се поосамени. Ние наместо да говориме за проекти, наместо да говориме за степен на реализација, за можности на подобрување, на зголемување на ефикасноста или ефективноста на институциите преку програмите на офатени во буџетот, ние сме сведоци со некои бивши функционери нивни истакнати кои што беа чинители меѓу главните во државата да зборат, не знам дали за повеќе им е важно за учака или како да се уништи македонскиот спорт, или пак за работи кои што навистина не допринесуваат за една квалитетна расправа во самиот буџет. Јас неколку пати го истакнав истото. Мојата интенција беше, точно е, треба да имаме луѓе кои што се дел од мнозинството, кои што ги поддржуваат политиките на владата и кои што гледаат оправданост во ова што е пред нас за разгледување. Дефинитивно ќе продискутираме ние за истото и ќе кажеме зошто. Се разбира дека треба да има и луѓе кои што не се со идентичното мислење, кои што би можеле да имаат поразличен пристап, но целите се заеднички. Тоа се макроекономски индикатори, показатели кои што треба да не бидат на сите заеднички, и ако напредува државата, напредуваме сите. Ако назадува државата, уназадуваме сите, вклучително и нашите следни генерации, кои што нашите целокупни заложби, нашите активности треба да бидат нели насочени. Наспроти тоа, дури бевме и сведоци на определени настапи од страна на опозицијата, каде што не знам како да ви објаснам, како да се гледа жарот или очајнички некоја нахална желба за неуспех. Добро е што сите показатели го докажуваат спротивното.
Што мислат дека ќе постигнат они со овој однос? Цело време се однесуваат со некој минимизаторски, релативизаторски однос, постојано тоа име како некоја карактеристика. Што име поентата на тоа однесување? Значи, ќе станува збор за единствено за буџет, но можеби за урбанизмот кога говориме малку е посложено и покомплексно, но за гледачите да се обидеме да го симплифицираме колку што можеме повеќе во основните параметри. Станува збор за ситуација во која што, како што кажаме претходно, треба да се дефинира начинот и каде ќе бидат нашите фокуси. Покрај тоа што ние го дискутираме во парламентот. Има серија на институции, јавноста, фелата и каде што исто така го изразуваат нивното мислење, каде што има проекции од претходно и по однос на динамиката на реализација на претходниот буџет, но и во однос на проекциите што се сега во тековниот буџет. Имаме мислење и извештаи како што си од Европската унија. Последно нешто беше последниот извештај на есенскиот извештај што е на Европската унија, каде што практично ги потврдува позитивните страни и показатели како резултат од спроведувањето на новите политики. Значи, за да разбереме еден момент, поминати се 15-16 месеци од промената на власта, од соочување со ситуација на разрушена држава и институции, во процес на консолидација, сега во моментов на процес на стабилизација и веќе овој буџет веќе за наредната година дава основа дека ние би можеле да имаме и развојни компоненти. И токму тоа е суштината сега на буџетот што они не сакаат да признаат. А е потврдено од сите страни. Прво, покрај Европската унија, веќе спомнеме и формираниот фискален совет, каде што имаме врвни експерти кои што прават едно сиже, еден извештај кој што го доставуваат во насока на подобра и поквалитетна расправа на времето на буџет кога расправаме во парламентот, каде што укажуваат дека пред и се станува збор за конзервативен буџет и втора работа што е исто така многу важна, дека конечно после толку време, после толку години се појавуваат првите знаци на сигурна посветеност за фискална консолидација. Или вака да го преведиме најпросто што би можело, конзервативен што би значило, тоа значи буџет како по книга. Што значи максимално домаќински пристап во однос на намалување на трошоците, непродуктивните сите непотребни трошоци се ставени од страна, ставен е силен акцент на потребите на граѓаните, каде што може да се увиди тоа преку самиот развој на социјалните трансфери, ќе растат следната година пример за 6-7%, во нив се порастот на пензиите исто така од 7%, пензиите растат минимум 10%, платите ќе растат повеќе од 7%, таа компонента значи како е запазена. Сите тековни, редовни функции на државата се запазени, што значи дека ќе има доволно средства за нормално, поефикасно и поефективно работење на институциите и оставен е простор за една силна инвестициона компонента, делот каде што би требало да биде во знакот на максимално искористување на средствата во насока на реализација на отпочнатите или планирани инвестиции. Капиталните расходи во тој сегмент се околу 640 милиони евра и за разлика од претходно, можеби еден од показателите за зајакнатата фискална дисциплина и консолидацијата што ја спомнавме претходно, се и стриктното почитување на праговите што се поставени при реализацијата на капиталните расходи. Што значи тоа? Ние бевме сведоци од претходно, каде што во времето на СДСМ имавме проекции за, буџет кој што ќе донесе економски бум. Па понатаму имавме буџети кои што ќе направеа да блескаме. Па буџети кои што кажуваат дека само што не сте ги срушиле рекордите на светската сцена при реализацијата на самите буџети со првиот или вториот ребаланс да сватиме дека ние само тонеме. Дека не само што немаме реализација на капиталните инвестиции, туку парите одат во непознат правец. Имавме висок дефицит, огромно задолжување, за периодот на СДСМ малтене двојно се зголеми задолжувањето или вака најпросто успеа за тој период додека владеа да не задолжат колку сите други влади претходно заедно. Разбирате? Заедно. И не можевме да видиме полезност од што се потрошили парите. Да се разбереме, не е проблемот вие дали ќе се задолжите. Не е проблем и во праксата и во науката да имате дефицит, кој што е нели израз од разликата помеѓу она што го прибирате како средство и она што го трошите. Проблемот е како ги трошите. Дали
државата ќе види нека полезно со истите, или се тоа потрошени ден за ден за скупување некои ситни политички поени или на сметка на популизмот. И тоа ли беше случај претходно, каде што доаѓа буџетот и не е проблем и видите се очите пред предизвики. Некои работи не се од нас, некои се од геополитички карактер, некои се од регионален карактер, сите се тие работи со кои што една држава се соочува. И доколку има повисока свест, тука и власт и опозиција би можеле да се со истото. Ние во тие моменти тогаш го кажуваме истото. Не можете, дали сте вие свесни дека во окружувањето имаме ситуација како што имавме? Дали сте свесни дека на регионалното поле веќе имаме, се чувствуваат ефектите од економската, односно енергетската криза? Дали сте свесни дека имаме рефлекси? Они рекоа се имаме по контрола. Но тоа се покажа дека не е така и денеска, кога веќе ги дискутираме за последиците од истото за лошо потрошени средства, лошо насочени средства, еврообврзици кои што оваа година патем кажано 4, дури 4 стигаат во 2026 година, што е невиден товар за било кој. Но владата и министерството направија добра проценка, беа фокусирани, стабилни се, не само да се соочат со овој предизвик, ќе го надминеме истиот, доколку имаме добра ефикасност, добра ефективност во трошењето на средствата, домаќински пристап, имплементација на новите технологии, сметаме дека не само што ќе се направат заштеди, не само што ќе имаме подобра функционалност на институциите, туку дека ќе имаме и зголемени резултати и дефинитивно акцентот ќе биде на реализацијата на капиталните расходи. Тоа го закажав и преска, има јасно дефинирани прагови, можам да ги нафрлам, веќе прочитам за да не сгрешиме, 15% во првиот квартал се чека реализацијата, 40% до крајот на вториот квартал или на полугодието од годината, 65% до крајот на третиот квартал и 70% до 15 ноември. И овие правила ќе бидат пропратени со строга контрола од страна на Министерството за финансија, каде што се пропишени нови методологии, нов пристап, ќе има нови контролни механизми, ќе има и полугодишни и годишни извештаи, покрај извештаите што се за праговите за кварталите, каде што оваа динамика на реализација ќе биде запазена. Само луѓето што се внатре во деловното окружување или во бизнисот знаат што значи реализација од 15% во првиот квартал. Што значи дека проектите се направени, издржани, силна верба во капацитетите на државата и реалниот сектор и посветеност која што очекуваме да донесе резултати кои што се и така потребни за државата, доколку сакаме веќе да го направиме првиот ичекор кон реализацијата на нашата подобра идеја, така да кажеме. Силна шлаканица беше она оценка од Европската комисија која што ја спомена, среде расправата за буџетот, каде што опозицијата напаѓаше за некои намалени трошоци и слично, и обвинувајќи дека економијата оди каде што не треба, добија оценка дека ќе имаме зголемување на буџетот во следните години предизвикано од главните пилари или столбови, инвестициите во коридорот 8 и во 10D, зголемената потрошувачка предизвикана од унгарскиот кредит, по кој што фрлаа со дрва и камења, исто така и дека со коридорите ги задолжуваме, не баре нели своите деца, внуци и што веќе не. Силна шлаканица беше приказката, ми кажаа дека во собрание замолкнале бидејќи дојде во истиот ден кога беше Советот за евроинтеграција и се затоа што ги уништи сите нивни нели инсинуации, буквално кажано, погрешни тези. Да. Затоа кажав пристапот им беше лош. Истото го насочив. Например, овој буџет предвидува раст на државата од 3,8%. Растот на бруто домашниот производ или на GDP, што не сака да го потенцира толку често, каде што директно, како да ви кажам, избегнува да увидат реалноста. Точно, 3,8% не е една светлосна година од резултатите што тие ги постигнуваат. Тие беа секогаш околу нулата. Нешто над или нешто под нулата. Така да малтене 4%, тоа е нешто незамисливо за тие луѓе кои што ги раководеа истите тие институции, со истите тие вработени, со истите тие можности, со истите тие обременувања или проблеми во функционирањето. И сега за 16 месеци вие да видите вакви показатели, нормално дека тоа ќе речете тоа не е возможно. Но бројките и резултатите ги демантираат. Пред извештајот ние имавме два последователни раста над 3,5% во претходните квартали од минатата година.
што е директен производ на промената на власта, спроведувањето на новите политики, новиот стил на работа и посветеноста на владата да ги подобри состојбите во државата. Потоа следеше и ревидирање на прогнозите на ММФ и Светска банка, кои што беа засновани, бидејќи нели беше на половина од година промената, кои што беа темелени проекции на работата на некоја претходна власт. Кога дојде овие резултати, кога дојде овие показатели, ги ревидира проекциите и ги подигна на повисоко ниво, што е еден голем момент за сите нас. И точно ова беше шлаканица на некој начин до сите оние што сакаат да избегнат реалноста, каде што беше укажано повеќе моменти вие офативте. Не само што најстрашната работа, например, што одбива да се гледаат како вистина, можеби се соочуваше во реченицата каде што во извештајот е стриктно нотирано дека работите на коридорот 8 и коридорот 10D отпочна во август 2025 година. Што неколку месеци по доаѓањето на власт. Практично 2 месеца. Да. Што 3. Што значеше тоа? Дека сите наши укажувања, грижи, не било никогаш паника, но навистина некогаш беше на ниво, имајќи предвид тежината на договорите, начинот какви што беа направени, содржината што тие подпиша, обврските што се превземени по истите, укажувавме дека не е само тоа политички, дека не е направен еден метар од автопатите, туку укажувањето беше дека практично спиеле. Освен нивното развозување, неколку пати отварање на ништо, немаше никаква активност, никаква инвестициона или градежна активност, не бевме сведоци. Таа че отвараше градинка 72% изградена беше резил, така да се сеќам. Конкретно за автопатите, конечно добивме нотирано во извештајот, каде што стриктно е наведено дека видливото конечно почна работите. Да се направи тоа, и таму имавме ситуација за која што беше страшна, не знам дали се сеќавате, требаше надчовечки напори се направи да се средат имотно-правните односи, да се средат парцелите, предмети и јадници да се завршат, да се расчисти трасата, да се направи основа да може тој почеток на работите што кажавте вие да отпочне во август. Да не поминувам дека налетавме на состојба кај што уште не отпочнати работи, тие спремале веќе анекс дополнителен на договорите од 4 милиарда евра за тунел кој што не е потребен. Понатаму да укажам дека бевме на две ситуации пред арбитража. На друга делница од друг дел од делницата на коридорот 8, каде што благодарејќи на посветеноста, умешноста на министерот за транспорт, успеавме да спасиме, не да заштедиме, да спасиме на 60 милиони евра, кои што дефинитивно ќе ги изгубевме пред арбитража, доколку не ги подобревме работите и не ги отпочневме. Пристапот не беше направен, не беше надминат проблемот, исто повторно ради неработа. И веќе кога говориме за нивна неработа, ние се уште исплаќаме пенали и казни на повлечени неискористени средства од странско кредитирање. А верујте ми дека станува збор за десетици милиони евра. И тука не споменувам ниту пеналите што ги добив од арбитражата за клиничкиот центар, тоа се 18 или 19 милиони. Не споменувам каснењето на обврзницата за еден подпис неодговорен на еден поранешен нивни министер од 3 милиона и така натаму. Она што е важно, што сега се сите сведоци. Вие доволно поминете по делниците што сега се работат, ќе видите една силна изразена градежна активност. Се разбира дека и сега сигурно има некои проблеми, само носителите на активностите, министерот и директорот на јавното предпријатие можеби се најдобро запознаени, не е дека ги нема, но она што е важно дека се решава. И дека доколку имате вие луѓе кои што се посветени, и доколку имате луѓе кои што бараат решение, а не како да создадат проблем, резултатите следат и треба да бидеме задоволни од истото. Исто така споменавте дека е нотирано дека силниот раст ќе се телемени токму на овие претпоставки од реализацијата на овие големи проекти, но исто така и на унгарскиот кредит кој што беше многу критикуван, а беше со одлични услови земен како што ние сте го немале преходно. И тоа е нотирано во извештајот дека под добри услови. Исто така, значи овој дел инвестициониот и во делот со нотирано исто така дека ќе имаме добри ефекти од јавната потрошувачка зголемена, но исто така не е нотирано дека добрите политики на владата во делот на зголемувањето на пензиите, во зголемувањето на платите,
Домаќинското работење направи ефекти на зголемувањето и на приватната потрошувачка, кој што така се рефлектира во однос на стабилно зголемување на приходите, подобрената состојба економска во државата. Се на се, еден објективен извештај, не е дека немаме што да работиме, имаме уште многу што да се фокусираме, имаме многу што да се посветиме, но констатира покрај задоволството од потврдата од страна на граѓаните на последните избори, кај што дефинитивно не само локалните политики имаше добар дел и задоволство од централната власт, но сеопшто задоволство од спроведувањето на политиките на ВМРО, ДПМН и коалицијата. Еве дојда веќе серија на потврди и од страна на Европската унија, патем кажано и другиот извештај што беше онегодишниот, кој што ги уфаќаше двата периода, укажува на средна оценка кој што е повисока од било кој нивни период назад. И затоа јас кажав во самата дискусија се обратив на неколку од колегите од опозицијата, зошто да темелите расправа колку да се каже нешто по секоја цена. Наместо да гледаме и да дискутираме општата слика како да ги подобриме состојбите во државата, како да ги направиме поефикасни институциите, како се намали корупцијата преку параметрите во буџетот, тие одбра да одбираат 600 страни, патем кажано самиот буџет, да одберат по некоја ставка кај што е намалена, при тоа избегнувајќи воопшто и логично да се согледа дали можеби таа функција е покриена со некоја друга, можеби реализацијата е направена така натаму, сега да не идеме по ставка на нивната стапица и да се темели нистото. А овие работи кои што сите ги гледаат, само тие одбираат да мижат пред истите. Мојот став беше, ајде да се фокусираме. Дајте да видиме една конструктивна расправа, овие проекции што се направени сега тука и вие како опозиција наслочете ги вашите размислувања, има таму и добри луѓе кои што имаат и tekako искуство, но ете, некоја генерална политика им е таква како што е, дајте ги насочиме работите, овие 3,8 што вие сметате дека се недостижни и за нив се недостижни, зошто не видат 4,2, можеби 4,5, каде што бенефит ќе имаат сите граѓани, па и тие и нивните деца. Има начини како се, затоа и амандманската расправа е направена, дури и таму бевме разочарани, кај што поднесувани се амандмани колку да се поднеси со некои образложенија кои што се вака несериозни уште да кажеме и навредува добар дел од наши групи на наши сограѓани, но тоа нека стои кај нив. Нашиот фокус нека биде како можеме ова што е зацртано, не е малку, високи се праговите, високи се очекувањата, строги се контролите и кажав, доколку немате луѓе кои што се целосно посветени, кои што се сигурни во капацитетите со кои што располагаат, луѓе што немаат волја да направат нешто добро за државата, ваква ситуација би била сватливо за ЕЗС невозможно, но ете се покаже до сега дека резултатите пристигаат и верувам дека и реализацијата на зацртаниве проекции и за овој буџет за 2026 година ќе бидат реалност. Впрочем, ако пратевте, со реализацијата на првиот квартал веќе ќе ги имаме првите показатели дали ќе се остварат или не. Карактеристика на претходната влада беше нула капитални инвестиции. Дури беше шега која што честопати ја споменувам дека единствен објект, проект што беше изведен беше подрумот, односно тунелот под Идризово што го ископаа затворениците, па дури го затрупаа потоа, не ни дознаа кој го ископал. Тоа беше врвот на целата приказка, но еве, зборуваме за капитални проекти, што годинава 2026 ќе биде главниот фокус на државата, зборуваме од страната на капиталните проекти. Каде ќе се трошат најмногу пари и зошто? Ќе се трошат на развој. Да. Силно изразена развојната компонента преку реализацијата на капиталните расходи и капиталните инвестиции и ќе биде насочена во се она што ќе придонесе кон подобри услови на деловното окружување, но и бенефит на самите граѓани преку реализацијата на истите. Покрај овие носечки два инвестициони проекта со реализацијата на коридорот 8 и 10D, кај што ќе има две делници плюс, се проложува се работите, интензивно се работи на истите, сериозен зафат е. Можеме да бидеме сведоци и во делот на делницата од Тетово кон Гостивар, но има предвидено за работи кон Букајачани.
сведоци сме на работата на дело меѓу Прилеп и Битола на 10 ќе имаме сериозна посветеност во делот на реализација на проектот за брзата пруга. Практично тоа се две пруги, една ќе биде за товарен, една ќе биде за патнички сообраќај во делот со договорот со Велика Британија. Ќе има сериозен импакт на реализација на проекти инфраструктурни и инвестициони во делот на локалната самоуправа. Добар дел од локалната самоуправа веќе е спремна после првиот и вториот повик што беше на владата или она познатото како унгарскиот кредит. Верувам дека оваа година добар дел од нив се веќе спремни и со проекти, ќе може да аплицираат, има и трет повик и очекувам дека добар дел од проектите од кај нив се веќе во напредна, добар дел ќе бидат и во завршна фаза, така да реализацијата на истите ќе биде голем, кај што ќе можат и граѓаните и бизнисот да имаат директен да го почувствуваат реализацијата на истите и директна корист на некој не на некој начин, него директна корист од спроведувањето на нив. Ќе се градат болници, ќе се градат школи, ќе се градат градинки, ќе има експресни патишта, ќе има многу локални патишта, ќе има водоводни мрежи многу. Можам да истакнам дека конечно се очекува да се придвижа или да се забрза динамиката на реализацијата на еден голем проект во Скопје, како што е пречистителната станица, исто така клучен капитален проект од значењето на градот и на државата. Очекувам барем во два регионални центри за управување со отпад или отпочнување на градежните работи или сериозна динамика на забрзување на самите проекти. И очекувам дека тој процес ќе биде со најголема можда контрола од страна на Министерството. Тоа изумив да го кажам преходно, неисполнувањето на праговите, без оглед на која дали единица на локална самоуправа или некоја единка како буџетски корисник, тие средства им се одземаат и се пренасочуваат кај оние што ќе имаат зголемена реализација на истите средства. Едноставно, тој што работи, тој што твори, да има услови да твори повеќе. Тој што не работи ќе биде санкциониран. И покрај тоа што вела дека ние сега имаме најголем домен и на локална и на централна власт, иако самите средства беа делени без оглед која општина на градоначелник доаѓа од редовите на било која политичка партија, бидејќи се покажа дека реализацијата на проектот е добра за сите. Она што ние упорно го укажуваме. И истина, тие ќе дојдат до реализација на другиве економски индикатори кои што се очекуваат да бидат добри за сите нас. Стихиноста беше одлика на претходната влада, самиот кажа начинот на кој што ги носеа буџетите, а потоа беше шалили смо се и не испаднало ништо од тоа. Овој буџет е создаден поинаку, односно не е ова плук ни залепи работата, направена со сите нишани. Според кои макроекономски индикатори се водевте во неговото создавање? Проекциите се дадени од страна на Министерството, се реални, произлегуваат од фискалната стратегија и од врз основа на барањата и на граѓаните, скроен померка на граѓаните нивните потреби, ги задоволува потребите на бизнисот и дефинитивно на единиците, буџетските корисници. Така да не е лесно да се направи, а при тоа да се направат параметри кои што ќе обезбедуваат например стабилен раст и голем раст, како што кажав, од 3,8%. Но исто така се предвидува веќе намалена и стабилизирање на ниска инфлација од 2,5% и исто така еден факт кој што опозицијата не може го разбере, бидејќи во нивното време бевме сведоци на двоцифрени стапки на растот на инфлацијата, практично неконтролирани, што е уште еден доказ дека политиките на владата, носењето на серија на закони дадоа веќе со проен се намали инфлацијата, се стабилизираше и веќе затоа се очекува и ниска инфлација и исто така потврдено од есенскиот извештај на Европската комисија. Понатаму, она што кажаме, тие 640 милиони евра за капитални расходи, очекувам дека најголемиот дел ќе бидат реализирани. Така да, во суштина, овој буџет, со ваков прицап како што е направен, можеме да сублимираме дека ќе значи работа и само работа за доброто на граѓаните и на државата.
Еден аспект кој што е многу битен и кој што е таргетот е невработеноста, односно отворање на нови работни места, некако претходно да се иселуваат луѓето па со тоа да паѓа мерката, односно бројката на невработеност. Сега се удира и по просечната плата зголемувањето ни отворање на нови работни места и таргетот е чинам околу 10% да дојде бројката на невработеност. Да, од сегашните 11,4 чинам дека се предвидува да падне на 10%. Една од забелешките на опозицијата исто така кусо гледал беше тоа дека се намалени средствата за помош на социјални категории кои што се врзани со невработеност, а при тоа изумувајќи дека политиките спроведени ефикасни и ефективни овозможуваат развој на економијата и овозможуваат отворање на работни места. И можеби дури не им текла дека токму заради тоа таа ставка една што се фатија тогаш дека е токму заради тоа. Така да веќе кај намалувањето на невработеноста тоа е веќе тренд. Зголем не е само намалување на невработеноста, туку имаме и зголемување на вработеноста, на вкупниот број на вработени, што дава и основа за проекциите што ги кажав и за зголемени плати. Тоа е раст и на продуктивност исто така поврзано. Дава основа поголем приход од нивната активност, значи и основа за зголемени пензии. Иако таму предизвикот, знаеме, ние сте нација која што старе, но тоа е друга тема, би треба многу повеќе време. Кога очекуваш да биде донесен буџетот според проекциите? Буџетот со рокови е постапката, имаме уште неколку дена амандманска расправа. Првиве 2 дена немаше нешто за кое што би можеле да го истакнеме нешто суштинско, како барање од опозицијата, амандмани, како што реков, некои што, ако почнам да ви ги објаснам што поднесоа, ќе се намали нивото на сериозност на емисијава, не е така. Така да беа дилетанти на вас, не па во опозиција, така традицијата продолжува. Да се надеваме дека во останативе денови ќе имаме неколку суштински кај што навистина може да се разгледат и ако нешто издржано дури да се прифати, зашто не, доколку е суштински, но доколку гледате вие дека имате памфлети кои што дури и за популизам се неискористливи, тогаш навистина имаше повеќе моменти во оваа буџетска расправа која што ја оставија без збор. Вчуденивдувачки е таков неодговорен пристап од луѓе кои што биле на толку одговорни, високи и сериозни позиции. Ги спомна локалните избори, се случија многу изненадувања, не туку реалности на кои што се чекаше подолго време. Една од нив е општина Карпош. Се случи после долго време, за прв пат да не речам, градоначалник од редовите на ВМРО ДПМН, ти си председател на окружниот комитет Карпош, голема заслуга имаш и ти во. Значи, ние имавме дискутирано за состојбите во Карпош подолг период, повеќе години. Сите тие состојби беа констатирани. Добро е што имавме кандидат и актуелен сега веќе градоначалник кој што ги ја препозна и важноста и тежината на проблемите со кои што се соочуваат граѓаните во Карпош. Имаше една издржана, реална програма, која што не само за градоначалникот во Карпош и градоначалникот на Скопје, кој што исто така победи во Карпош со сериозен резултат, кај што ги препознаа потребите на граѓаните и поднесоа во програмата реални изводливи проекти кои што ќе го подобрат нашето секојдневие. Се радувам што конечно ќе се стави крај на некои појави или текови кои што го правеа полошо нашето секојдневие, го обременува со работи кои што не доликуваат за случување во Карпош. Очекувам еден силен импулс, една силна посветена работа, реализација на многу проекти уште во првите 6 месеци. Таква и посветеноста, такви се првите показатели веќе што ги гледаме со самите два ребаланса, биќе ребалансот на општинскиот и градскиот буџет беа веднаш после изборите. Можеме да потврдиме уште во овие први 10 дена по преземањето на местата, сведоци сме како јавност за состојба во која што градоначалникот силно ја владее состојбата, приликите во општината, силна една посветеност, желба за реализација на ветеното и уверен сум дека ќе имаме добри моменти и многу заеднички содржини и во Карпош и во Скопје во период што е пред нас. Се радуваме да истакнеме и за еден мега проект кој што
беше високо на агендата на градоначалникот и на Карпош, кој што мора да се направи во соработка со градот Скопје. Одлука помина на Советот на град Скопје, каде што е предвидено реализацијата на паркот 10-20 и паркот покрај Лепене, станува збор за еден мега проект. Нешто слично е градскиот парк што по 70 метра што е направено, ова е и по површина, но што исто така важно добива една целина, каде што со реализацијата на овој парк преку мега паркот што е во Карпош имаме и целина со градскиот парк, така да таму ќе имаме многу содржини од најмлад за сите возрасти, за сите генерации. Предвидено беше веќе мислам дека контакти и за реализација на делот на картинг патеката и ботаничката градина, што ќе бидат, има многу велопатеки и атмосфер. Исто така и за пешачење, простори кај што ќе може да се вежба, една содржина која што бенефит има целиот град. Исто така и на серија на проекти, да не укажам унапред, но она што се радувам, што се сите сведоци за една силна посветена за желба за реализација на проектите и подобрување на состојбите во општината. Исто така очекувам дека конечно трансparentноста ќе биде зголемена, како за промена. Не само промената, дека ќе имаме јасни процеси, достапна општина, брзи услуги, ефикасни услуги. Очекуваме многу решенија кои што ќе бидат практични или прагматични, со користење на апликации, дигитализацијата, верувам дека исто така ќе имаме наскоро решенија. Практично во сите области, уште во првите 6 месеци, очекувам реализација на барем 30 на сериозни проекти, вклучително и давање на динамика и на оние проекти што беа одобрени од страната на владата, крупни инфраструктурни, во делот со унгарскиот кредит. Неколку сали реновирање, граденки реновирање, изградба на една нова, ревитализација на парковите и така натаму. Сега е премногу рано да оценуваме работата, но верувам дека, како што кажав и со владата, уште во првиот квартал ќе имаме работи со кои што можеме да се гордееме и верувам дека оваа шанса што ни ја дадоа граѓаните на Карпош, дека ќе биде по завршувањето на мандатот на господин Лукровски ќе биде двојно зголемено. Што да очекуваме, Тони, во 2026 година, еве каде и да е за месеци и десетина дена завршува тековнава, што да очекуваме и вас дефинитивно ве очекува, како што велиш и самиот, многу работа. Очекуваме да си ги исполниме заложбите. Да. Очекувам, можеби не 100%, но очекувам многу висок процент на реализација на зацртаното и тоа на сите нивоа на власт. И на централна, и на извршна, и на локална власт. Една кохезија, една синергија на спроведувањето на активностите, тековите, проектите, реализацијата на плановите и проекциите, кои што ќе има мултиплицирано дејство. Бидејќи не можете вие да имате во еден момент некој што успешно напредува, во другите 2 или 3 сегменти да ви стојат. Така да мислам дека сите типови на власт меѓусебно ќе се поддржуваат, комуникацијата е голема, желбата за реализација исто така, капацитети има, проекти веќе се направени, финансиските конструкции најголемиот дел се обезбедени, така да проектите се реално остварливи и очекувам во 2026 она што окажувавме за буџетот да има рефлексија или да биде слика за состојбите во целата држава, значи една стабилизирана држава која што веќе ги прави првите чекори кон развој на средни стази. Ти благодарам што беше мој гост. Ви благодарам и на поканата, секогаш со задоволство присуствувам. Ми беше чест. Благодарам и вам што бевте со нас. Ова беше Надкаст, да сте ни живи и здрави, чувајте се многу.